Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате петтиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Ова книга ја напишал Хазрети Мирза Башар Удин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II, разијалаху анху, синот на ветениот Месија. Книгата представува кратка приказна за животот на ветениот Месија, затоа што се чувствувала голема потреба во западниот свет. Книгата дава краток приказ на неговиот живот, семејството и неговата мисија. Книгата е напишана на урду јазик, а на англиски за прв пат е објавена во 1917 година. एक जरियुल्ला ने लहराया अलम इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। एक जरियुल्ला ने लहराया अलम इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। Првата книга, том, била печатена во 1880 година. Вториот дел следел во 1881 година, а третиот во 1882 година и четвртиот во 1884 година. Тогаш тој план заедно со планираната работа за тоа морал да биде оставен настрана, бидејќи додека пишувал, му било објавено дека тој е одреден да му служи на исламот и на други начини. Сепак, тој труд, иако само делумно направен, бил доволен да му ги отвори очите на светот. Пријателите и непријателите ги осознале високите заслуги на авторот. Меѓу противниците трудот влевал толку голем страв, што сите ги спречило да се спротивстават на угледот на исламот. На муслиманите им донел такво уживање да дури и без било какво тврдење од негова страна, тие самите го препознале како ветениот муџедид, реформатор на ова доба и многу угледни теолози на тоа време без двоумење ја признавале супериорноста на неговиот гениј. Еден од нив, Маулви Мухамед Хусеин од Батал, кој во тоа време бил водач на Ахал и Хадис, вехаби секта, и кој бил необично ценет во заедницата и бил почитуван од владата, напишал долг текст во прилог на книгата и во своите оцени отишол толку далеку зборувајќи дека како потпора на исламот ништо слично не е составено во текот на минатите 13 века. Во ова книга ветениот Месија помеѓу останатите работи запишал и одредени објави кои ги примал од време на време. Може би е соодветно тука да споменеме неколку од нив, бидејќи идните случаи ќе ја потврдат нивната вистинитост. Опоменувачот му дојде на светот, но светот не го прифати, Бог ќе го прифати и ќе ја манифестира неговата вистинитост со моќни средства. Сите видови на нештата ќе доаѓаат од сите правци, мноштво луѓе ќе дојдат од секоја страна. Кралевите ќе бараат благослов од твојата наметка, од она што си наметнат. जिंदाबाद ओ जिंदाबाद, जिंदा ओ पायंदाबाद, जिंदाबाद ओ जिंदाबाद, जिंदा ओ पायंदाबाद। देख अब भी वक्त है करियो ना फिर। Овие објави биле изнесени во Брахиин и Ахмадија 1884 година, кога тој малку бил познат. Наскоро, меѓутоа, бидејќи книгата била објавена, неговото име се слушнало и во далечните делови на Индија и многу очи биле вперени кон него, со надеж дека тој ќе биде поборник на исламот и оној кој истиот ќе го заштити од нападите на неговите непријатели. Овие луѓе биле во право во својата надеж, но Бог одлучил нивната надеж да ја исполни на поинаков начин од оној што тие го очекувале и со случките кои ќе покажат дека токму оние луѓе кои се заколнувале дека се подготвени да ги положат животите во неговото име, подосна се покажале како најжедни за неговата крв и настојувале на секој начин да го уништат.
Не му било одредено прифаќањето на неговите тврдења да биде изведено со човечки средства. Тоа морало да се случи со делувањето на Божите моќни сили. Смртта на братот. Во 1844 година починал неговиот брат. Бидејќи немал деца, Ахмад станал наследник на неговиот имот. Тој меѓутоа се воздржал од земањето на имотот, од почит кон чувствата на жената на братот, вдовицата, и по нејзина желба, тој половина од имотот го дал на Мирза Султан Ахмад, кого таа според обичаите на земјата го усвоила како син. Иако ваков начин на усвојување не бил одобрен во исламот, од обзир кон својата снаа, тој ја дал половината од имотот, за да ја задоволи и да ја овозможи средства за живот. Во врска со неговиот собствен дел од имотот, тој исто така долго време се откажал од него и тој бил во собственост на неговите роднини. Угледниот следбеник. Година по смртта на братот, под Божјото упатство, тој по втор пат се оженил со угледната Сајед фамилија од Делхи. Во ова време, откако книгата Брахин и Ахмадија била објавена, повремени посетители почнале да пристигнуваат и да се среќаваат со него. И Кадијана, сместен во далечните краишта на земјата, еднаш или два пати месечно ја имал честа да ги пречека гостите. Што повеќе била читана книгата, неговата популарност се повеќе се ширела. Со проучувањето на оваа книга, ова сјајна личност станала угледна, за чии достигнувања и за чија ученост сведочеле и пријатели и непријатели. Самиот тој сакан од илјада луѓе бил горд да биде меѓу следбениците на Ахмад. Јас секако мислам на мојот чесен учител, Рахметли Маулан Маулви Нурудин, кој во времето на објавувањето на книгата бил специјален лекар на неговото височество Махараджата од Јаму. Во Јаму имал прилика да ја проучува ова книга и толку бил обземен од неа, што до својата смрт цврсто се држал до заветот на ветениот Месија. बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का मर्दे फारस और अहियाए शरीयत जिंदाबाद अहमदी. Заклетва на верноста. Со ширењето на угледот на книгата и на нејзиниот автор, многу луѓе му пишувале молејки го од нив да го примаат баијат, заклетва на верноста. Најчесто им одговарал дека тој зависи од Божите упатства и дека не му било наредено да воведува следбеници. Во месец декември 1888 година му дошла објава дека може да почне да прима баијат. Во склад со тоа, првото пристапување се случило на 23 март 1889 година во Лудихан, а во куќата на верниот следбеник по името Мијан Ахмад Џан, и прв кој направил заклетва бил Маулан Маулви Нурудин. Нека Аллах биде задоволен со него. Тој ден вкупно 40 луѓе направиле пристапница. После тоа, уште неколку луѓе прифатиле баијат, соопштението на ветениот Месија. Првите кои влекле во заедницата, постапно ги следеле неколку други, се до 1891 година, кога се случила значајна случка. Ахмад со објавата бил известен дека Иса од Назарет, во чие второ појавување верувале и муслимани и христијани, умрел со природна смрт и дека нема да се врати на земјата лично и дека она што се сметало како најава на неговото второ доаѓање, всушност било тоа дека ќе се појави личност во стил и во духот на Иса алейхи селам и дека всушност тој е таа личност. Кога му била повторена оваа објава, му било наредено истото тоа да го соопшти на светот и тој немал избор освен да го преземе овој товар. Објавата ја примил во Кадијана и на членовите од своето семејство им соопштил дека задачата која му била поверена сигурно ќе предизвика силно противење. Потоа отишол во Лудихан и издал проглас најавувајќи го своето тврдење за месијанство.
Наскоро откако ова најава била направена, настанала голема бура ширум земјата, која кренала бранување на опозицијата без преседан. Оние од улемата кои претходно го фалеле станале да го одречат. Маулви Мохамед Хусейн од Батал, кој за него изрекол толку многу големи пофалби во својот весник Ишаат ус Сунет, сега правел се што е во негова моќ да му се спротивстави. Тој напишал: "Јас бев оној кој го крена овој човек и сега јас ке го спуштам на земјата", сметајќи дека неговата потпора била причина за угледот на Ахмад и дека сега кога тој ќе му се спротивстави, ќе го изгуби своето место во очите на јавноста и ќе биде потполно отфрлен. Патувања и полемики. Спомнатиот Маулви, заедно со уште неколку други теолози, дошол во Лудихан и го повикал на дебата оној кој тврдел дека е Месија. Тој тоа го прифатил. Меѓутоа противниците во текот на дебатата започнале таква тактика, што целата дебата ја претвориле во отворена препирка. Кога полицискиот службеник видел дека настапува сериозна ситуација, која може да доведе до нереди, тој со посебна одредба му наредил на Маулви Мохамед Хусейн веднаш да го напушти градот. Тогаш, по совет на некои пријатели кои се плашеле дека истата наредба може да му биде издадена и на ветениот Месија, овој исто така го напуштил Лудихан и отишол во Амритсар, каде почекал 8 дена. Потоа се вратил во Лудихан и таму останал една недела пошто отишол во Кадијана. По краткото престојување се вратил назад во Лудихан на некое време, а потоа продолжил за Делхи и таму стасал наутро на 28 декември 1891 година. Делхи во тоа време се сметал за центар на образованието во Индија и противниците на ветениот Месија преземале мерки да го разбранат народот, да му се спротивстави. Набргу, по пристигнувањето во градот, улемата кренала врева. Тие го предизвикувале на отворена дебата и одредиле дека разговорот треба да биде одржан помеѓу него и Маулви Назир Хусейн, кој бил водач на Ахл и Хадис, дел од улемата на Индија. За местото на дискусијата била одредена главната џамија. Меѓутоа, сите овие услови еднострано биле поставени од противниците и од нив немало никакво известување до ветениот Месија. Кога стасало време за закажаната дискусија, Хаким Абдул Меджид Кан од Делхи дошол со носилка и побарал ветениот Месија да тргне во џамија каде дискусијата требало да биде одржана. Тој одговорил дека во ситуацијата кога преовладува возбуденост на публиката, постои веројатност да се наруши мирот и поради тоа тој не може да оди во џамија доколку не биде направен договор со полицијата. Покрај тоа додал дека требало пред тоа да биде консултиран во врска со дискусијата, како и дека условите требало да бидат разгледувани од двете страни во дебатата и дека двете страни требало да се согласат со тоа. Неговото непојавување уште повеќе ја зголемило возбуденоста на јавноста. Тој тогаш издал декларација со содржина дека Маулви Назир Хусейн треба јавно под заклетва во главната џамија да потврди дека Иса алейхи селам, според зборовите на честниот Куран, бил жив, дека не умрел и ако во рок од 1 година од ваквото тврдење под заклетва не го стаса Божјата казна, ќе биде докажано дека ветениот Месија не бил вистинит и дека треба да ги запали своите трудови. Тој покрај тоа поставил дата за ова изјава. Следбениците на Маулви Назир Хусейн биле многу вознемирени од овој предлог и почнале да изнесуваат разни видови на приговори. Меѓутоа голем број луѓе инсистирале на тоа. Каква штета ќе има ако Маулви Назир Хусейн го послуша предлогот на ветениот Месија и под заклетва потврди дека тоа е невистина. जिंदाबाद 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 अहमदियत जिंदाबाद
अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद, अहमदियत जिंदाबाद. अहमदियत जिंदाबाद. Денес го завршивме петтиот дел од книгата Хазрети Ахмад, ветениот Месија. Еселаму алейкум.